Се наоѓаме во општина Брвеница. Како и сите општини, така и оваа рурална општина презема мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Тука се наоѓаме пред општинската зграда. Ќе влеземе тука да разговараме со првиот човек на општина Брвеница, господинот Енвер Пајазити, кој е дел од кризниот штаб за спречување со оваа состојба. Добар ден. Добар ден, како сте? дојдовте. Фала Богу. Како сте вие? Добре, еве. Дојдовме да ве посетимо, да разговараме околу состојбата. Фала за посетата и се надеваме дека од ова посета ќе има корист, сите граѓани ќе се запознават за состојбите во општина и пошироко, колку што ние имаме информации од нашата институција. Да, може да почнеме со разговорот. Тука сме во општинската зграда на општина Брвеница, разговараме со првиот човек, господинот Енвер Пајазити. Благодарам што прифативте да бидете гостин во емисијата Спектар. Фала и на вас. И мене ми е задоволство стално кога вака се наоѓаме за да ги кажуваме работите што се случуваат, поготово сега кога веќе сме во еден период за новонастаната ситуација со коронавирусот. Исто ја најпре би сакал да ви се заблагодарувам на вас и на вашата телевизија, исто и на сите медиуми за објективното известување од терен за целосна ситуација во државава. И сметам дека ова ситуација вака со заеднички сили од сите нивоа ќе ја пребродиме полесно и се надеваме побрзо да заврши. Знаеме каква е состојбата во целиот Полошки регион, во цела Македонија, па и во целиот свет. Вие конкретно, како рурална општина, да ни кажете какви мерки преземате за заштита, односно превентивни мерки за спречување на ширење на коронавирусот. Знаеме дека и во оваа рурална општина има доста странци, има луѓе кои што се тука, а кои што излегуваат надвор од нашата земја, па повторно тука се враќаат. Најверојатно имате формирано, како и сите општини, кризен штаб. До сега какви мерки има преземено кризниот штаб во однос на справување со оваа појава? Па најпрво би сакал да кажувам дека ние ги следиме препораките од кризниот штаб на ниво на државава и другите препораки што излегуваат од седница на влада, бидејќи знаете дека е сега прогласена варена состојба и скоро секој ден има нови моменти кога излегуваат со ставови, со носење на одлуки спрема состојбите на теренот. И ние секој ден добиваме известие како да постапиме и ние ги следиме. Од прво што беше, првата мерка беше да се ослободуваат од работа мајките што имаат, да кажеме, до 10 години деца, исто тие што са со болести кои са така, ги кажам, хронични, сега да не ги набројувам, бидејќи веќе секој ден ги слушаме на сите пресои. И ние таа мерка ја запазивме и постапивме веднаш по тоа. После како што време иде така, гледаме дека и интензитетот на работа во општина паѓа. Значи, ние направивме исто така скратено работно време и плюс работиме и со дежурства. Така да функционира општина како институција, функционира целосно во смисла на оно давање на услуги кон граѓаните и ги следиме и потребите така натамо. Ние после тоа формиравме штабот, бидејќи се знаат правилата за како функционираат кризните штабови во вакви состојби и тој штаб ги следи сите настани и во општина и пошироко и опасвата што ни се дават од
другите од регионалниот штаб и од централниот. Ние преземавме веднаш мерки за дезинфекција на улиците, перење на улиците, чистење на што може смет вака на јавни површини да се тргне и така цело време ги информираме нашите жители преку општинскиот мејл службениот и преку веб страницата за сите активности. Исто така има граѓани кои се јавуваат на тие броеви што се од кризниот штаб со барања специфични, зависи како што, и ние се трудиме да одговараме на тие барања. Исто така координацијата ни е добра со регионалната полициска станица во Жеровјане, бидејќи они са повикани да ги следат тие жители кои кажавте што са дојдени од странство и што престојуваат тука, и цело време ги координираме работите од теренот. Извештаите са позитивни не во тоа смисла позитивни, него добри са дека ги запазуваат тие мерки. Тие што са на самоизолација, да кажемо така, 15-14 дена од како што кога влегле во државата, една добра група од тие што дојдоа пред 17 ден, денеска 18, веќе 2-3 дена они се движат нормално, немало за среќа ни еден од тие што са дојдени од западните држави, странство, со симптоми на овој вирус. За жал, пред 2 дена имаме еден случај со позитивен од коронавирусот извештај и пациентката е префрлена во инфективната болница во Скопје. Нормално истиот ден се презема мерки од здравствениот дом Тетово, дојдоа екипите, направи дезинфекција на целиот објект, куќата и околу, и постапија во контакт да видат со кои лица имало контакт лицето. Исто и сите ги посетија, со сите разговара, сите се сега на домашна изолација, и да се надеваме дека нема да испаднат позитивни од тој случај, што ситуацијата сега за сега вака е стабилна и се надеваме дека вака ќе продолжи, па што ќе произлегува, ние ќе превземаме мерки согласно законот и нашите ингеренции што ги имаме на располагање. Така. Знаеме дека урбаните општини имаат поголем капацитет да се справат со ова ситуација, имаат поголем капацитет за да преземат соодветни мерки. Во кризниот штаб помага и противпожарната единица Тетово, јавното комунално претпријатие Тетово. Како вие како кризен штаб, кои се единици, кои се институции тука се вклучени? Па видите, ние како општина преку јавното комунално претпријатие и ние сите овие зафати што ги спомнав, што сме ги преземале, ги вршиме преку јавното наше комунално претпријатие, биќе добро сме обезведени со средства, поготово во овој период имаме набавено брзо донација од Светска банка и нешто трактор со сите тие приклучни елементи што за чистење, перење, дезинфекција и така натамо. И нормално дека тие работи ние ги вршиме со нашите средства што ги има на располагање, со нашите луѓе. Нешто исто така комуникација имаме со Црвениот крст. Имавме прилика сега овие последните 3-4 дена на најзагрозените семејства што се пријавени, што не можат да излегуваат да прават набавка или па немаат. Ми исто преку координација, значи кризниот штаб и Црвениот крст им подели пакетчиња кај што содржи тамо неопходни некои работи. Исто така ми правевме и список на уште семејства кои се така загрозени од собствен буџет, исто така да помогнеме колку што можеме. Само се знае дека општините не се институција за таква баш намена, но не значи дека ќе седиме со скрштени раци. Колку можеме ние да реагираме преку Црвен крст и други, може и други донатори да се јавуваат. Ево, отворено кажувам, сите тие
и приватни субјекти и физички лица што сакат да помогнат, слободно да се јавуваат на броевите од кризниот штаб, можат они да донират дали тоа материјално, нематеријални средства и ние после координирано ќе ги носиме кај што има највише потреба. Знаеме дека во Полошки има 8 општини, меѓутоа сите се на некој начин поврзани едни со други. Еве конкретно општина Гостивар има формирано кризен штаб кој што заедно функционира со општините Маврово, Ростоши и Врапчиште. Да. Како соработувате со другите кризни штабови од општините од Полошкиот регион? Па видите, на повик на Централниот кризен штаб на Полошкиот регион имаше една средба и имаме комуникација постојана. Немало сега некои посебни потреби за да некое хитно, да кажемо така, состанување или алармирање, бидејќи работите уште са контролирани за среќа во Полошкиот регион, па сега нормално дека урбаните средини како Гостиварите тоа имат друга динамика, бидејќи и по големината, и по случаевите, и по субјектите, но ние како рурална општина и другите рурални општини сме во комуникација, лично сум ги контактирал сите градоначалници така чисто од бонтонот да видам како се справат они со ситуацијата и сите сега за сега нема некои посебни потреби, но не значи дека ние треба да седим со скрштени раце, треба да бидеме помобилизирани и ние како институција, па и сите граѓани во околината и пошироко. Така. На почетокот ги споменавте странци, односно нашите кои што живеат во западноевропските земји. Сега знаеме дека тие во текот на велигденските празници сакаат да дојдат. Дали сте во координација со нив? Како размислуваат тие? Најверојатно и вие имате може некое семејство кое што е таму, вашите пријатели. Што велат тие? Па видите, ние сме во постојан контакт како сите, значи и семејни врски, а плюс јас како градоначалник имам и многу позиви од од нашите сограѓани, прашуваат како што, но сите сватија дека ситуацијата е таа што е. Сега не се препорачува ова движењето, веќе знаеме дека и аеродромот е затворен, само сега функционира за хуманитарни летови. Друмскиот, да кажем, патниот сообраќај исто така само за теретниот сообраќај и не е препорачливо, само хитни случаеви ако има и се знае препораката дека ако тие граѓани што ќе дојдат ќе треба да идат на изолација 14 дена и тоа малце ги плаши и нема некој интерес голем. Тие што се сакале или што морале да доаѓат, тие преку амбасадите стапиле во контакт преку МНР и тие граѓани веќе са добар број дојдени, немаме некоја најава за многу, ќе има спорадични така, но како да е, не е како вообичајно што доаѓале сега за таквите празници велигденски или па престојуваат сега за Бајрам едно друго, но сватиле сите дека ситуацијата е алармантна, бидејќи ова не се случува само кај нас, се случува во пола од светот и можеби во другите европски држави уште по мерките са поригорозни, ситуацијата е многу по-алармантна. Ние за среќа уште немаме таква аларма, но не значи дека ние треба да седиме така, но треба вистински да ги сите препораки, сите овие што ги дават експертите во оваа област да ги почитуваме. Само така ние можеме да ја пребродиме ова криза и се надевам дека ево од нашите граѓани на терен, значи гледам дека се почитува и полицискиот час што се вика така од 9 до 6 сабајле или преку викенд, нема некои пореметувања, има само некои мали, да кажемо така, случаеви што и тие со упомени веќе се стабилизира ситуацијата. Така да, вистина, оно што ме радува лично мене, дека граѓаните сватија дека ова е една општо лошо и во оваа ситуација сите треба да бидеме мобилизирани, секој од свој аспект.
Така смета дека граѓаните кои што живеат во општина Брвеница имаат свест за ваквата состојба и ги почитуваат препораките. Па по она што секој ден секако јас скоро секој ден сум на работа и се трудам вака да се движам малце со мерки, да кажемо на безбедносни мерки и гледам дека сите го почитуваат тоа. И тие што одат на нивите, па и тие малце се оградуваат, не идат без потреба, не се собират во поголеми групи. Тоа ме радува што дека сите сватиле дека ово е една општа опасност за сите, а чувајќи себе и своето семејство го чуваш и поголемата, значи околу себе и друштвото. Да. Како и сите институции, така и приватниот сектор многу тешко се снаоѓаат во оваа ситуација во однос на нормално функционирање, па да ве прашам вас како прв човек на општина Брвеница, како функционира сега општината? Има ли капацитет да ги обавува секојдневните активности кои што претходно се обавувале, или пак се обавуваат само оние што се приоритетни? Па тоа што е по мене позитивно што уште нема ограничување за одредени дејности, сем оно угостителството што са вака објекти кај што се собирале поголеми групи на луѓе, другото функционира од маркети, од други дејности што ги имаат, што за мене тоа е окей, бидејќи тоа на некој начин стопанството може да го преброди со тешкоти, но полесно од како би се затворило све, бидејќи ние знаете дека имаме поголем дел од така мали и средни предпријатии, само како поголема може да ја спомнуваме Империјал, ова конфекцијата, кај што они работат со полн капацитет, со заштитни тие превентивни мерки и за среќа нема уште ни еден случај на ова болест, на ова вироза и они, значи другите фирми исто така работат нормално со скратено работно време, со други мерки, но се движат. Сега не дај Боже да дојде до тоа да се целосна некоја изолација или па тогаш веќе стопанството ќе биде во поголема криза. Јас се надевам дека нема да дојде до тоа, но ако дојде и со тоа ќе се помириме и ќе ги пратиме препораките на повисоките инстанции во државата, но сега има најава за економска помош од влада за сите субјекти и приватни субјекти да можат тие што работниците што са фактички што са пријавени во завод да можат да земат таа минимална плата. Веќе прва мерка падна со скратење на платите на јавните функционери, избрани функционери и среќа што не се, бар по мене позитивно што не се прифати другата мерка што требаше да следи за сите административни работници, дај Боже да не дојде до тоа. Така. Најважно е здравјето, како што кажете, меѓутоа во општина Брвеница нема ниту еден сектор кој што е затворен освен угостителите поради ваквата состојба. Како стои економијата во тој поглед? Па економијата во тој поглед ми имаме доста градежни работници. Има такви фирми доста. Сите сега работат, но не работат со полн капацитет како порано. Прво самите граѓани што сакале да градат, размислува да градат, малце се ограничени, малце се во резерва. Има работа, се движи, значи не е без ич, бидејќи поќе имаме такви, имаме производство што работат со дрвна индустрија, значи мебел, ово, но тие сите работат на некој начин сега. Пекарата, имаме фарми, имаме земјоделие, едно друго, сите на некој начин работат, ама не баш во тој капацитет. Но уште не се осеќа баш таа економска криза на терен, бидејќи пак друго е во помалите средини, руралните средини. Ние сега, дали среќа или несреќа, имаме добар дел од нашите жители што са во странство. Да не претерувам, над 60% са во странство. И тие са на некој начин еден економски импакт за другиот дел од
семејствата што живеат тука, но по динамиката во општина со што иде, например, дали тоа се работи за купопродажни, дали дозвола за градба, дали имотни тие работи, дека динамиката е намалена многу, но тоа е тоа. Ќе се снајдемо, сите треба да се солидаризираме, тие што сака да помогнат, има простор за помагање, ќе штедиме, ќе бидеме поштедливи, посолидарни, може оваа ситуација ќе не сплоти малце, да видиме дека има моменти кога... Така. Градчани, ви благодарам за разговорот. За на крај би сакал еден апел да упатите до вашите граѓани во врска со состојбата. Па мојот апел е тај што веќе секој ден го слушаме. Јас ги замолувам сите жители на општина Врвеница и пошироко да ги следат мерките на владата, на надлежните институции, на централниот штаб, на ниво на кризен штаб, на ниво на државава, и тие упатства да се почитуваат. Исто така апелирам за солидарност, за да се граѓаните да не создават паника, безпотребна паника, да имат верба во себе, во институциите, и пошироко гледаме дека не сме изолирани, имаме поддршка и од меѓународната заедница и од другите надворешни меѓународни институции, така да во ова ситуација во која сме сега, значи не сме сами. Значи на некој начин сите се солидаризирани на некој начин со ова болест која е веќе позната, и исто така би сакал да апелирам за таа категорија на граѓани што вистина не можат да ги обавуваат своите потреби, дали за снабдевање, дали за други X потреби што имат неопходни, слободно да се јавуваат на броевите што ние сме ги објавиле како кризен штаб, и ние ќе се потрудиме на сите тие внатре во нашите можности, околности, да ги помогнеме колку што можеме. Кај што ние не можеме, ние ќе се обратиме до другите институции, така да сметам дека нема да остане ни еден граѓанин така осамен или да помисли дека е заборавена од општеството. Благодарам уште еднаш, го сакувам добро здравје на вас и на сите жители од... Уште еднаш ви се заблагодарувам и на вас како екипа и како телевизија за објективното известување од теренот, и се надевам дека во наредните можеби емисии или вака да зборуваме за повесели по теми, да ова лошо да помине што побрзо. Приватната здравствена установа Превентива 2 во општина Брвеница е единствената во оваа рурална општина. Како здравствените работници работаат во ваков вонреден период, ќе разговараме тука во оваа амбуланта. Тука приватна здравствена установа Превентива 2 започна да работи пред околу повеќе од еден месец, да речеме. Не знаевме дека ваква состојба ќе биде со вонредната состојба и со ширење на коронавирусот. Колку е потребна оваа здравствена установа во вакви периоди? Па, со оглед на тоа што општината Брвеница има околу 5000 жители, и како е потребна ваква амбуланта, посебно за повозрастните лица, оние кои што не можат без разлика, значи од било какви причини да излезат и од дома, доволно и да се јават телефонски, да бидат услужени. Секако амбулантата работа и со рецепти, упути, амбуларна терапија, се грижимо за населението. Јас исто живеам подолго овде и ги познавам повеќето пациенти, значи и секогаш се трудам да им излезам во пресвет. И ова амбуланта функционира скоро 2 месеца. За себе има интерес, значи се уште има интерес од страна на секако и повозрастните, но ние работиме и со други возрастни групи, како и бебиња, помали деца, школска возраст. Така. Дали се јавуваат пациенти кои што се сомневаат дека може би имаат симптоми на COVID-19, какви совети им давате на нив? Да се јавуваат, затоа што има и доста кои што работат во армијата, полицијата, нели тие се исто на терен.
и они исто се интересираат, ни кажуваат симптомите, па понатаму ни им давамо упатства, ингеренции како треба да постапат. За сега нема сомнителни случаи во Брвеница, баш за коронавирусот. Има неколку кои што се во самоизолација, дојдени од странство и ги почитуваат препораките и нашите препораки и препораките од Министерот за здравство. Така, дали вие координација можеби со другите здравствени работници ги контролирате тие кои што се во самоизолација, како тече тој процес, да ни го објасните? Значи, како е таа контрола, колку се тие заштитени од вас, но меѓутоа и вие од нив? Во соработка со здравствениот дом Тетово организирани се повеќе пунктови на територијата на општина Тетово, како и во Челопек, таму е пунктот и таму ние исто дежураме, имаме дежурства, повеќето матични лекари, приватни и исто и други доктори од градот дежураат таму и сме во контакт исто и со пациентите кои што се во самоизолација, доколку нешто им треба и всушност ингеренциите на матичните лекари се да им се јавуваат на секои 2 дена, доколку и да пријават било какви симптоми поврзани со коронавирусот, па понатаму, доколку има влошување на состојбата, се упатуваат на соодветното место. Така. Има повеќе пунктови, нели зборувам во целиот Полошки регион, каде што имаат можност пациентите да направат, односно да дадат бриз, ако сметаат дека имаат некои симптоми. Во општина Брвеница како е тоа регулирано? Вака, пунктови има, меѓутоа тие пунктови се за епидемиолошка анкета, а главните пунктови каде што се зема бриз се уште во Скопје, на повеќе места, но министерот најави дека ќе има и во Тетово, а исто се зема бриз и во Центарот за јавно здравје во Тетово, но министерот разговараше за можноста да се отвори некако преку здравствен дом, но понатаму немамо други информации за други пунктови за земање бриз. Овие пунктови што се во Челопек, Боговиње и Желино се за епидемиолошка анкета, доколку некој пријави дека бил во контакт со случај на корона, доколку бил во странство, тој да сепак протоколот е да се јави на матичниот лекар, а понатаму матичниот лекар превзема други постапки. Да. Како функционира таа епидемиолошка анкета конкретно во Челопек? Дали има интерес? Има интерес, да, епидемиолошката анкета поставува и медицинска сестра и докторот, поставуваат прашања дали пациентот има симптоми како кашлица, висока температура, треска и дали бил во странство, дали бил во контакт со некоја личност која што била во странство. Понатаму се упатуваат на матичниот лекар преку системот, мој термин, закажува и врз основа на епидемиолошката анкета, односно ако има два позитивни, ако има одговор на две прашања од тие, тогаш и плюс ако има и при прегледот, ако има висока температура и кашлица, во матичниот лекар закажува преку мој термин за да му се земе бриз на пациент. Вие да ни кажете како здравствените работници се заштитуваат, затоа што тие се најизложени од ширењето на коронавирусот, како што ми кажете претходно во разговорот, дури сами сте изработиле ваква маска. Да, здравствените работници, благодарение на други приватни матични лекари, се заштитуваат со тоа што изработуваат визири, благодарение на 3D принт, дечките кои што ги изработуваат визирите и неуморно работат на тоа да ги испратат таму каде што треба. А исто, матичните лекари сами од себе мора да носат заштитни нараквици, маска, да бидат предпазливи и секако кој како може да се снајди, од фолија обична, ластик и хефталка, може да се направи визир, кој што штити повеќе од самата маска, доколку пациентот кога влезе и кога има преглед може да се накашла, да кивне и тоа е баш соодветна заштита. Да. Колку според вас жителите на општина Брвеница кои што контактирате со нив се свесни за овој проблем и колку ги почитуваат препораките? Па свесни се, посебно повозрастните, тие се плашат, добро што се свесни дека сепак вирусот постои, дојде и овде во Тетово, е проширено, но паника не треба да се ствара, доволно е само превентивните мерки да се почитуваат и тие редовно се исто информирани и од моја страна и од страна на медиумите, дека треба да се предпазливи, да седат дома и ги почитуваат и превентивните мерки. Да. Може ли некој совет од вас да добиме, затоа што имаше повеќе дефиниции, дали треба да се носат заштитни маски на отворено,
кога треба да се носат, во однос на некои препораки здравствени да дајате за пациентите повеќе да внимаваат во иднина? Препораки првично треба да внимаваат највише на нивниот имунитет, затоа што имунитетот е тој кој што не штити од сите вируси, па после и од коронавирусот, доколку внимаваме на заекнување на имунитетот, ќе останеме здрави. И исто така, значи, битно е да се носи маска, посебно маска треба да носат оние кои што се веќе болни, за додека киваат и кашлат да не се распрскуваат тие флигелови капки на страна. И додека си иде во маркет да се нормално да се носа маски. Дома кога ќе стигнат, обавезно миење на раце, често миење на раце, посебно пред јадење. Најверојатно приватна амбуланта ги почитува препораките и врши редовна дезинфекција на самите простори. Како е држувате хигиената тука и како според вас треба да се одржува хигиената во домовите на жителите, па дури и на јавните површини во општина Брвеница? Хигиената да е на високо ниво, посебно сега периодов, значи користиме средства за дезинфекција на подовите. Редовно се проаѓа секој ден и наутро пред да се почне и после, односно пред да затвориме. Исто често миење на раце, сапун и алкохолно средство, значи за дезинфекција на раце. За домашни услови доволно е да има, значи, сапун, редовно миење на рацете, може и со дезинфекциони гелови, посебно кога ќе се вратат од надвор, односно од пазарење, дали во банкве, да држат растојание од 2 метра, и тоа заборавивме да го спомнеме, битно е растојанието, затоа што колку си подалеку од човекот кој што е потенцијален, значи повеќе можеш да се заштитиш. И редовна исхрана, витамин С исто редовно да се користи, течности и се разбира, значи, често миење на раце. Вие сте здравствен работник, некој ваш поглед на состојбата ќе заврши ли во Брод? Па може да потреби месецов, како и секоја епидемија, односно во случајот сега и пандемија, значи може да очекуваме да трае неколку месеца, но секако дека ќе заврши, а пикот се очекува во месец април. Така, еден апел допадете за на крај, до гледачите. Да си го заекнуваат, значи, имунитетот, да го одржуваат имунитетот со тоа што ќе имаат редовен сон, 6 до 8 часа за возрастен, доволно внесување на количина на витамин С, цинк, течности, 2 литра вода, редовно миење на раце, спорт и спортски активности, во случај може и дома, значи физичка активност од половина час исто помага за одржување на имунитетот. И без паника и страв, значи нема потреба од дополнителна паника и слушање и читање на лажни вести кои што ги има на медиумите, значи доволно да се слуша матичниот лекар, за се што ги интересира може да се јавуваат кај матичните лекари доколку има, значи, мобилен. Јас мој мобилен им го препорачувам, значи, на пациентите и може за било што да ме побараат на проблем. Така. Ви благодарам за разговорот и посакувам добро здравје на вас и на сите жители на општина Брвеница. Благодарам.